слушате во Урбаните вести. Од април се очекува да биде воведен билет за едно возење, а од јуни да стане достапна и апликацијата за смарт уреди преку која ќе може да се надополнува картичката Скопска. Во моментов привршува изработката на напредната смарт апликација, а наскоро ќе биде дефинирана и цената на билетот за едно возење. Ова е само најава за денешните вести, а еве што друго ќе гледате во нив. Во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин почна изградбата на полигонот за тренинг на електромонтери и електротехничари. Ке се прошируваат капацитетите на две училишта во општина Ѓорче Петров. ЈСП од април воведува картичка за едно возење, а од јуни смарт апликација за електронско надополнување на картичките Скопска. Од денеска почнува обештетувањето на осигурениците од вториот столб. Отворен повик за средните училишта, вклучи се за промена. Во дворот на Средното училиште Михајло Пупин почна да се гради полигон за тренинг на електромонтери и електротехничари. Полигонот ќе им помогне на учениците наместо практичната настава да ја вршат надвор од училиштето во разни компании, тоа да го направат во дворот на училиштето. Во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин, ЕВН во соработка со градот Скопје го означи почетокот на градбата на полигонот за тренинг на електромонтери и електротехничари. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека полигонот ќе им помогне на учениците наместо практичната настава да ја изведуваат надвор од училиштето во разни компании, тоа да го направат овде. Исто така, преку овој проект на учениците им се овозможува да се здобијат со стручност и компетенции, преку кои ќе им се отвори можност да се вработат во ЕВН откако ќе го завршат школувањето. Овој полигон кој што ќе овозможи непречен развој на кадар на електричари, енергетичари на енергетски системи. Наша заложба, моја заложба е ваков тип на едукација во средните училишта во Скопје да стане пракса, бидејќи на овој начин овозможуваме децата непосредно по завршувањето на своето образование на високо ниво на образованост и на едукација да можат да бидат присутни на пазарот на трудот и зошто да не, да бидат вработени и во ЕВН, да бидат вработени во некоја друга енергетска компанија. Моја заложба, наша заложба е да на децата им овозможиме квалитетно образование, на пазарот на трудот да бидат високо вреднувани и конечно својата иднина да ја бараат овде во Македонија, а не по европските земји. Шилегов се заблагодари на ЕВН Македонија која го почна овој проект и го надградува секоја година. Град Скопје ќе продолжи да поддржува вакви проекти со кои младите жители на Скопје ќе можат успешно да работат на својот личен и професионален развој, додаде Шилегов. Председателот на управниот одбор на ЕВН Македонија Штефан Петер нагласи дека со ова учениците ќе можат да научат нешто што ќе можат да го користат понатаму во животот, а училиштето Михајло Пупин тоа го прави различно од било кое друго средно училиште. Петер објасни дека системот се состои од 3 нивоа. Во првото ниво ќе треба учениците да ја научат теоријата за безбедноста при работа. Во второто ниво е кога треба практично да ги научат работите и токму затоа се прави овој полигон, и третото ниво е излегувањето на терен на вистинската работа со монтерите на ЕВН, кои со нивната подготвеност може да бидат и добри ментори на терен на овие деца. And after these 3 stages, а базирано на ново искуство кое го имаме и од Австрија, каде што веќе да кажам обучивме 10.000 студенти на овој начин и после од кога ќе завршат еден ваков образовен процес, тие ќе се работат во ЕВН или во било која друга енергетска компанија и ќе добијат плата уште од првиот ден по завршувањето на училиштето. А со тоа отвораме можност на овие деца
да останат во земјата и да најдат работа што ќе ги одржи тука и да просперираат, односно заедно да придонесат кон земја. Директорот на Средното електротехничко училиште Михајло Пупин, Димитар Ѓорѓиев, рече дека овој полигон ќе им овозможи на учениците да имаат поквалитетна практична настава, ќе излезат на терен и ќе работат како во реални услови за работа. Ѓорѓиев додаде дека радува фактот што од година во година се зголемува интересот за оваа професија. Интересот е се поголем. Оваа година, во прва година се запишани 21 ученик, додека во втора година има 2 класа, тоа се негде околу 34 ученика, со тоа што се надеваме дека со добра промоција на училиштето, со огромна поддршка како што ја добиваме од страна на Министерството, на градот Скопје, на компанијата Евана, се надеваме дека оваа учебна, односно наредната 19-20 година ќе запишеме 3 паралелки во овој профил. Министерот за образование Арбен Адеми рече дека Министерството се залага за што повеќе да се применува концептот на дуално образование. Тој концепт, како што додаде, започна со имплементација токму со компанијата Евана и е во насока да има кадар кој ќе ги задоволи потребите на пазарот на трудот. Ке се прошируваат капацитетите во 2 основни училишта во општина Ѓорче Петров. Основното училиште Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски во Хром ке се прошири за дополнителни 5 училници, а основното училиште Тихомир Милошевски во Ново село за дополнителни 3 училници. Со цел подобрување на образовната инфраструктура, градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски одржа работен состанок со заменик министерот за образование Петар Арсовски. Од општината Ѓорче Петров информираат дека во капиталните инвестиции на Министерството за образование во програмата за изградба и реконструкција е предвидено да се прошират постојните капацитети на 2 основни училишта, и тоа во основното училиште Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски во Хром е предвидена изградба на 5 училишта и 3 канцеларии, додека во основното училиште Тихомир Милошевски во Ново село е предвидено проширување за дополнителни 3 училници. Со проширувањето и добивањето повеќе простории во основното училиште Димитар Поп Ѓорѓиев Беровски се создаваат услови ова училиште во кое сега настава се следи до 6-то оделение да стане 9-летка, додека пак проширувањето на капацитетите во основното училиште Тихомир Милошевски во Ново село за дополнителни 3 училници се планира да се изведе по вертикала. Според општина Ѓорче Петров, градежните работи треба да финишираат кон крајот на годината. Од општина Аеродром информираа дека проектот за лични и образовни асистенти во изминатите 6 месеци, откако се спроведува во општината, дава позитивни резултати. Од општината информираа дека се очекува проектот да продолжи и следната учебна година. Проектот преку кој се ангажираат лични и образовни асистенти за учениците со посебни образовни потреби од основните училишта во општина Аеродром во изминативе 6 месеци даде позитивни резултати, покажала полугодишната евалуација на сите вклучени субјекти во проектот. До сега се ангажирани 8 образовни и 7 лични асистенти, што работат во основните училишта со деца со посебни образовни потреби, а се очекува проектот да продолжи и следната учебна година, со цел да се опфатат поголем број ученици на кои им е потребна ваква помош. Носител на овој проект, како што информираат од општината, е UNDP во соработка со општина Аеродром и Агенцијата за вработување на Република Македонија, како дел од програмата за општо корисна работа. Јавното сообраќајно претпријатие Скопје од април планира да промовира картичка за едно возење, а од јуни имплементација на смарт апликација за електронско надополнување на картичките Скопска. Директор Чушков најави дека во новите автобуси ќе има валидатори на најмалку 2 места во возилото, за разлика од сегашните во кои има валидатор само на предната врата. Граѓаните кои го користат јавниот автобуски превоз од јуни ќе можат преку смарт апликација по електронски пат да ги надополнуваат картичките Скопска за возење во градските автобуси. Ова го истакна директорот на ЈСП Скопје Кристијан Чушков на подпишувањето на договорот за заем на новите автобуси. Тој додаде дека ЈСП од април планира да ги промовира и картичките за едно возење. Граѓаните во моментов картичките Скопска може да ги надополнуваат само во билетарите на ЈСП и во трафики и продавници низ Скопје.
Директорот Чушков рече дека со пристигнувањето на новите автобуси, граѓаните ќе имаат повеќе поволности и бенефити, освен што ќе превезуваат поголем број патници. Во новите автобуси ќе има и валидатори за картичките на најмалку 2 места во возилото, за разлика од сегашните автобуси кои имаат валидатор само на предната врата. Кредитот за задолжување на набавка на нови автобуси е доказ за нашите напори и заложби за подигнување на квалитетот на јавниот превоз во Скопје, кој за жал секојдневно опаѓа поради актуелните состојби со возниот парк кои генерално го сочинуваат нефункционални, лесно расипливи и тешко за одржавање кинески автобуси. Во новите автобуси ќе има можности за валидација на најмалку 2 места во возилото. Според директорот ќе биде извршена и надградба на системот за електронска локација на возилата, а со тоа ќе се овозможи попрецизно информирање на граѓаните. Граѓаните ќе знаат на која локација се наоѓа автобусот кој го чекаат и како се движи, и ќе можат полесно да си го планираат патувањето. ЈСП вчера подпиша договор за кредит од 10 милиони евра за купување нови еколошки автобуси на газ, нископодни и единечни, со кои ќе се намалат трошоците за гориво и резервни делови, а парите ќе се искористат за инвестирање и унапредување на јавниот автобуски превоз во Скопје. Повеќе од 55% од граѓаните имаат доверба во локалната самоуправа во општина Карпош и повеќе од половина од жителите се задоволни од досега сработеното од страна на општината и градоначалникот Стефан Богоев. Ова го потврдува теренската анкета на агенцијата Рейтинг, спроведена за потребите на општина Карпош на репрезентативен примерок од 1000 граѓани, постари од 18 години, жители на општината. Обнова на детското игралиште во Козле, новиот сквер меѓу Тафталиџи и Нерези, како и новите корпи за отпад во Карпош 1 и Карпош 3, се активностите на општина Карпош за кои над 60% од жителите на оваа општина се изјасниле позитивно на анкетата што ја спровела агенцијата Рейтинг. На репрезентативен примерок од 1000 граѓани, постари од 18 години, жители на општината, повеќе од 55% од граѓаните се изјасниле дека имаат доверба во локалната самоуправа, а пак повеќе од половина од жителите се задоволни од досега сработеното од страна на општината и градоначалникот Стефан Богоев. Жителите биле анкетирани за повеќе области од надлежност на локалната самоуправа, при што 54% од граѓаните се изјасниле дека се задоволни од управувањето со основните училишта, 59% од одржувањето на улиците и инфраструктурата и 55% се задоволни од развивање на културата и грижата за зеленилото во општината. Високи 77% од граѓаните се задоволни од комуникацијата на општината преку имејл, односно преку социјалните мрежи. Анкетата го мери и задоволството на граѓаните од реализираните проекти во изминатата година. Анкетата има за цел да ги одреди приоритетите на граѓаните во однос на проектите и активностите на локалната самоуправа. Од денеска почнува обештетувањето на осигурениците од вториот пензиски столб и ќе опфати 4926 осигуреници, а веќе тече и задолжителното префрлување на 11319 членови од вторите друштва кон првите. Од агенцијата МАПА соопштија дека ќе ги информираат членовите во пензискиот систем за нивната распределба во пензиските фондови и за средствата што ќе им бидат пренесени на нивните индивидуални сметки. Трансферот за обештетување на осигурениците, чии средства не биле префрлани во вториот пензиски столб, почнува од денеска, а првата исплата ќе опфати 4926 осигуреници. Како што информираше министерката Мила Царовска, покрај првата исплата на овие осигуреници, задолжителното префрлување согласно новата законска регулатива на 11319 членови од вторите друштва кон првите веќе тече. Двата трансфера треба да завршат до крајот на месецов. Царовска викендот обелудени дека на 12.000 осигуреници на фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кои се во двостолбниот пензиски систем, повеќе години не им биле префрлани средства во вториот столб, пошто вчера Министерството за труд и социјална политика достави кривична пријава против непознат сторител до основното јавно обвинителство. Покрај пријавата доставени се сите документи од анализата на пензискиот систем, со која се откриени неправилностите при распределбата на средствата.
Фондот на пензijsko-инвалидско осигурување пак вчера преку соопштение наведе причини поради кои, како што вели, не се распределени осигурениците во вториот пензиски фонд. Според анализите, најголем број нераспределени осигуреници се осигуреници на кои приемот во осигурување не име во период од 2003 до 2007 година, а не од 2009 и 2010. Ненавремената распределба на осигурениците, велат од фондот, исто така се должи и на честите и брзи законски измени, што предизвикаа дестабилизација на процедурата за зачленување и распределба, како што бил случајот со измените на законот со кои договорите за дело се воспоставија како основ за прием во осигурување, како и измените на законот со кои се предвиде ослободување од плаќање на придонесите за определен период и определени осигуреници. Од вкупниот број на околу 12.000 нераспределени осигуреници, за повеќе од 4.000 осигуреници воопшто нема уплата на придонес од страна на работодавачите. За нив е евидентиран само прием во осигурување и за нив нема последици во однос на сметката во вториот столб, бидејќи немало уплати на придонес. Мора да се потенцира дека сите нераспределени осигуреници во вториот столб се евидентирани како осигуреници членови само на првиот столб и нивните уплати на придонесот се користени за потребите на фондот, како што се користи и придонесот кај останатите осигуреници, кои според законската регулатива се членови само на првиот столб, информираа од фондот за ПИОМ. Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензijsko осигурување МАПАС вели дека ќе ги информира членовите во пензискиот систем за нивната распределба во соодветните пензиски фондови и за средствата што ќе им бидат пренесени на нивните индивидуални сметки, вклучувајќи го и надоместокот за ненавремената исплата. Средношколците од Скопје имаат можност да учествуваат на отворениот повик во рамки на проектот "Вклучи се за промена" и користејќи ги знаењата и вештините стекнати во образовниот процес, да спроведат иницијатива за општествена промена. За да може да се аплицира, треба да се креира тим во училиштето од 10 ученици и еден наставник како капитен на тимот. Во рамки на проектот "Вклучи се за промена" е отворен повик за учество на тимови од средните училишта од Скопје, кои ќе спроведат иницијатива за општествена промена, користејќи ги знаењата и вештините стекнати во образовниот процес. За да може да се аплицира, треба да се креира тим во рамки на училиштето, составен од 10 ученици, кои ќе се јават како спроведувачи на иницијативата и еден наставник, кој ќе има улога на капитен на тимот. Потоа треба да се детектира проблем во заедницата, кој сакате да го надминете со ваша иницијатива, користејќи ги знаењата и вештините кои ги имате стекнато. Поставете цели и осмислете активности кои сакате да ги спроведете, а со кои би се надминал детектираниот проблем. Се ова треба да се опише во апликацијска форма и да се испрати најдоцна до 10 февруари оваа година. Трите училишта кои ќе бидат избрани ќе учествуваат во проектот преку учество на обука за капитени на тимови, учество на обука за лидери на тимови, учество на обука за промоција и видливост на иницијативата, за собирање средства од бизнис заедницата за помош при имплементација на иницијативата, спроведување на иницијатива во период од 4 месеци и учество во надпревар за најдобро спроведена иницијатива. Едно училиште може да учествува на повикот со еден тим, односно со една апликација поддржана од училишното раководство. Придобивките за учениците од учеството во проектот се личен развој, стекнување вештини, развој на свесност за средината во која живеат, зајакнување на личната и општествена одговорност, професионален развој и придобивки за училиштата. Проектот "Вклучи се за промена" се спроведува од страна на Сдруженијето Лидери за едукација, активизам и развој со поддршка од Агенцијата за млади и спорт на Македонија. До четврток ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Од петок до недела се очекува стабилно време и значително затоплување, особено на повисоките места и на планините, што ќе услови топење на снежната покривка. Во Скопје утре температурата ќе достигне до 5 степени. В четврток ќе се движи од -3 до 5, петок од 0 до 6 и сабота од 4 до 10 степени. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Повеќе информации може да најдете на нашата веб страна mtm.mk и следете на социјалните мрежи Facebook, Twitter и на YouTube. Пријатно!